Се наоѓаме во самиот центар на Свети Серафим Саровски, Девеевскиот пасат. Првиот храм кој што не пречекува, тој е Казанскиот собор. Тука има неколку параклисчиња и се наоѓаат светите мошти на блажените Матрона, Пелагија и Марија. Во продолжение е големиот звоник, кој е навистина величествен, и низ неговата порта право наидуваме на храмот на Света Троица, Светотроицкиот храм, каде се наоѓаат моштите на Баќушка, на милиот наш Баќушка. Радосна е душата. Ете, повторно сум во неговиот дом и радоста и покрај солзното време, облачното време, ветрот е помалку студенило. Сепак срцето е топло и радосно од средбата со старецот. Ние македонците имаме свој култ кон него и кон неговите поуки, кон неговите молитви. Во продолжение ќе ви овозможам да може да видите дел од останатите храмови. Пред самиот влез, одвлево, топлиот пречек на нашиот мил и драг Свети Серафим Царовски, нашиот Баќушка. Од десна страна, Пресветата Владичица наша Богородица. Продолжуваме кон Светотроицкиот храм. Токму пред мене е величествениот видик на Света Троица, сета своја убавина и раскош. Прекрасната хортикултура, избор од цвеќиња, од зеленила, од овоштија, убавина на секој чекор. Не можам да одолеам да не ги покажам прекрасниот избор на цвеќиња со неверојатна убавина. Погледнете ги. Само во Царството небесно може да виреат вакви зеленила, ваква рајска градина да има. Одесно на Светотроицкиот храм е Вознесение Христово. Утринава бевме рано во зори на Божествената литургија, присуствувавме и се причестивме со светите Господови тајни. Изобилство од овошна градина, преполна со јаволчиња.
главниот влез, кој во моментов е затворен, на Свето Троицкиот храм, каде што се наоѓаат светите мошти на Свети Серафим Саровски. Од левата страна на храмот секогаш има колона во која трпеливо луѓето чекаат на ред по скалилата нагоре да се приближат и да се поклонат на светите мошти на старец Серафим, каде што постојано има читање или на молебен или на акатис. Негде по овие скали се стигнува до светите мошти на Свети Серафим Саровски. Меѓутоа, во внатрешноста не е дозволено сликање. Свети Серафиме Саровски, моли го Бога за нас грешните. Ова е дел од манастирската гробница, каде се закопани починати монаци. Гробот на игуменија Марија, родена Ушакова Елизабета Алексеевна. Вели, пристапила во манастирот на 9.1.1845, а се 1862 година станува игуменија, почината 1904 година. Игуменија Александра, почината 1941 година. Вознесенскиот храм. Прекрасни декорации, градини, меѓутоа достапни само за сестрите на манастирот. Еве го милиот бакјушка. Бавчите им се во стилот на Царство Небесно. Ангелчиња, прекрасни цвекиња. Рада за најмладите генерации. Еве го семејството и на Медо. Зајче, бувче, симпатични додатоци за малите дечиња да се радуваат како во зоолошка градина.